Почитувани ученици, ова е час по предметот математика за второ оделение, за училница. Јас сум Менка Димовска, оделенски наставник во основното училиште Васил Главинов од Скопје. Наставната содржина за овој час подредува броеви до 100, користејќи ги знаците поголемо, помало и еднакво. Што треба да научиме од овој час? Целите за овој час се точно да ги именува знаците поголемо, помало и еднакво, да ги препознава знаците поголемо, помало и еднакво, правилно да ги употребува знаците поголемо, помало и еднакво. Подредува броеви до 100, користејќи ги знаците поголемо, помало и еднакво. На овој слайд точно се гледа како се запишува знакот поголемо и точно е обележано со сина бојца, знакот помало се обележано со црвена бојца и знакот еднакво е обележано со зелена бојца. Значи, знакот поголемо се пишува како што е запишано со сина бојца, знакот помало се пишува како што е запишано со црвена бојца и знакот еднакво се запишува како што се запишано тука со зелена бојца. Најпрви ќе го земеме знакот поголемо. Знакот поголемо го пишуваме како што овде е запишано со црвена бојца, меѓутоа за да ни биде појасно, ќе земеме два броја. Едниот број да биде бројот 21 и другиот број да биде бројот 12. Помеѓу овие два броја треба да стои знакот поголемо и да прочитаме дека бројот 21 е поголем од бројот 12. Одиме понатаму. Знакот помало се пишува како што е запишано овде со црвена бојца и исто ќе земеме два броја, односно бројот 12 и бројот 21. Помеѓу бројот 12 и бројот 21 треба да стои знакот помало и треба да прочитаме правилно дека бројот 12 е помал од бројот 21. Одиме со знакот еднакво, се запишува како што овдека е запишано со црвена боичка и ќе земеме два броја. Едниот број да е 2 и другиот број да е 2. Помеѓу овие два броја треба да стои знакот еднакво и треба да прочитаме дека бројот 2 е еднаков на бројот 2. За да ни биде појасно кога се употребува знакот поголемо, кога треба да го употребиме знакот помало или кога треба да го употребиме знакот еднакво, ќе решиме неколку примери. Ако земеме два броја, едниот број да е 77 и другиот број да е 77, помеѓу овие два броја треба да стои знакот еднакво и треба правилно да прочитаме дека бројот 77 е еднаков на бројот 77. Кога едниот број е 90, а другиот број е 100, помеѓу овие два броја треба да стои знакот помало и треба да прочитаме дека бројот 90 е помал од бројот 100. Ако земеме два броја, едниот број да е 83, а другиот број да е 23. Во овој случај, помеѓу овие два броја, треба да стои знакот поголемо и правилно да прочитаме дека бројот 83 е поголем од бројот 23. Ако земеме еден број 15, а другиот број повторно да е 15, во овој случај, помеѓу овие два броја, треба да стои знакот еднакво и ќе прочитаме дека бројот 15 е еднаков на бројот 15.
Ќе земеме два броја. Едниот број да е 75 и другиот број да е 70. Помеѓу овие два броја треба да стои знакот поголемо и треба да прочитаме дека бројот 75 е поголем од бројот 70. Одиме понатака со уште неколку примери, односно ако го земеме бројот 45 и бројот 40, помеѓу овие два броја треба да стои знакот поголемо и при тоа треба правилно да прочитаме дека бројот 45 е поголем од бројот 40. Ако едниот број е бројот 11, а другиот број 76, во овој случај, помеѓу овие два броја, треба да го ставиме знакот помало и при тоа правилно да прочитаме дека бројот 11 е помал од бројот 76. Ако еден од броевите е 66 и другиот број е 66, помеѓу овие два броја треба да стои знакот еднакво и правилно да прочитаме дека бројот 66 е еднаков со бројот 66. Ако еден од броевите е 70, а другиот број 75, знакот кој треба да стои помеѓу овие два броја е знакот за помало и при тоа правилно да прочитаме дека бројот 70 е помал од бројот 75. Да земеме два броја. Едниот број да биде 100, а другиот број да биде 23. Помеѓу овие два броја треба да стои знакот поголемо и треба правилно да прочитаме дека бројот 100 е поголем од бројот 23. Одиме понатака, ако го земиме бројот 44 и другиот број 44, помеѓу овие два броја треба да стои знакот еднакво и правилно да прочитаме дека бројот 44 е еднаков на бројот 44. Ако земеме уште еден број 13 и другиот број 93, помеѓу овие два броја треба да стои знакот помало. И тогаш треба правилно да прочитаме дека бројот 13 е помал од 93. Од овие примери треба веќе да ни биде јасно кога се применува знакот поголемо, кога се применува знакот помало и кога го применуваме, односно го запишуваме знакот еднакво. За домашна работа напишете неколку примери со знаците поголемо, помало и еднакво, слични на овие горе наведените.